Well, maybe we'll be old and think of all the stories that we could have told. One Почитувана госпоđo Теута Арифи, градоначалник на општина Тетово. Почитуван господине Вурц, директор на мисијата на USAID во Македонија. Почитуван господине Сафет Незири, заменик министер за образование и наука. Почитуван господине Замир Дика, ректор на Универзитетот на Југоисточна Европа. Почитувана госпоđа Зана Хисмани, директор на ОСУ 8 септември Тетово. Почитувани директори, професори, наставници, ученици, добре дојдовте на свеченото отварање на масово образовното рандеву 2013 година. Мајка му и татко му се обикални бизнесмени и работат за странски инвестиции. Тоа е дете кој има се. Запознайте мама. Таа е принцезата во нашето училиште. Да, таа е главната девојка. Речи се, нема некој кој не би се замртил по неја. Добра ученичка, ама не е најдобра. Мама и тато секако ќе се погрижат за на крајот на годината таа да не доби повеќе од солидни оценки, затоа што таа е мамина и татина маска. Ова е Давид. Давид е... Тој е фраер и солиден ученик. Единствено што неговиот надворешен изглед е малку неконвенционално, па си има мали проблеми со професорите. Тој сепак има цврсто изградени ставови и редовно си ги кажа: не е лош, сака да помогне на секого и секаде. Ова е Елена. Таа е убава. Може би поубава од Маци, ама тоа не го искакнува или барем не знае како. Таа е паметна. Таа е многу срамежлива. Дури не ја забележуваат кога ја разменува. И Теја и Кристина. Тика ја витаат сите.
Сите кои што ја знаат, а и тие кои што само слушнат за нејзин. Таа секогаш го наоѓа начинот како да ги утеши другите, или барем како да им помогне кога е тоа потребно. Сака да се забави, ама не премало. Запознате го Петр, тој е еден од најнадежните ученици во училиштето. Сите го викаат Богатец. Тој секогаш и во секое време е подготвен да им помогне на сите оние кои имаат помој. I'm going to be
ајде. Немам уште, ама утре ќе имам 100% ќе ви ги донесам. Како немаш? Имаш точно 12 часа, а после знаеш што следи, така? Знам, добро. Знаеш каде можеш да не најдеш? Готово, ајде. Ајде, треба да не ги донесеш. Што правиш, бе, ти нормален? Але, ти мене ќе ми кажеш за компанијата, бе, ти си на тоа мене ми соли памет. Ајде. Мамо, сакам да ти кажам нешто многу важно, а не знам како. Ајде кажи што имаш да кажеш, но побрзо, моето скапуцано време не е само за тебе. Како да ти кажам, должам пари. За пари ли била работата, па тоа не е проблем за нас? Абе, да беше само во таа работата, ама ми се закануваат, пари ми бараат, се слушаме. Добро, нека ќе ти прати татко ти пари, тогаш ќе ти дадам. Мајка, имате пари, излези, пушате толку со другарите. Ала, ама не сум баш да искачам. Излези да, види колку е време убаво надвор. Не, ќе поседам читам Сони. Не може, ти кажав јас дека сега ти забран. Леле, напорна жена, еј, ајде искочам, што ќе правам да си Чао, сине. Ала, каде си? Да, си замина. И тој си отиде. Не знам, но не се враќа брзо. Ајде те чекам. Леле, дужам не знаеш, колку ми е досадно без тебе, не можам веќе да издржам. Јас сум секогаш тука за тебе, само ти треба ми се јавиш. Абе, си да, но на мојот досаден па никако да тргне на Ама пат. не сум него дам, качи го веќе. Цуци, не е толку едноставно, имам дете со него. Цуци, јаде ги смислиме нешто, тој не е цуци. Немам уште, ама нескоро време ви ги носам 100%. Немаш, а? Немам. Знаеш сега што следи, така? Знаеш? Мамо, вчера во кафичот видов нешто многу страшно. Што е, сине? Не ме загрижува. Дарко Кучин со мене го видов како зема друго двајца кои не ги познавам. Сине, па како се најде ти во тој кафич? Немој повеќе да одиш таму. Дали се случи тебе нешто? Не, мамо, знаеш дека јас не сум нешто во такви работи. Да, имаш право. Падам си. Кажи ми, сине, како се помена на училиште? Што ќе се пофалиш? Имам убава вест. Преварот кој се одржа пред 2 недели сум освоил прво место. Па тоа е одлична вест. Јас се така ти сме многу горди на тебе си. Што е, мамо? Што си загрижена? Татко ти уште го нема веќе. Уште не се вратил од работа. Не се секири, мамо, кај дај ќе дојде? Побареме на телефон.
Што га правиме сега? Но, ајде ти се сокире. Сите заедно ќе помогнеме убрзо да најдеш работа. И во миг време ќе се стигнеме со пари. Ајде за да се располучи сутре ќе го скупам нашия помилар. Секој биде во ред. Вика, што правиш? Петар, никога ще гледам тука, но повеќе да донесе на вакво место. Па, види, потреба ми услуга од тебе. Повели, кажи што те мачи, знаеш дека секогаш сум тука за тебе. Како да ти кажам, потребна ми е работа, а чинам тука работи врзу четвер, така? Да, точно тука и сега така да може се погрижам уште вечер да почнеш. Благодарам Кика, не знаеш колку сум ти благодарен. Добро, сега па немаш никакви обврски, остани со мене да го следиме тука. Тоа как ти искочиш од дома, бе? Ништо чудно крајот на светот дојде до нас. Треба да се навикнете на него тука, што од сега на секоја забава ќе присуствуваш. Што? Ме зафркаваш, нели? Не, сериозно сум, од сега Петар ќе работи тука. Што има ти да работиш на вакво место, бе? Не е битното. Кика, не ти се обраќам тебе, му зборам на смотања, ајде кажувај. Па, види, потребни ми се пари. Што тие бедни пари што така ги заработува, не ти се доволни? Престани да му... Ле, види го, бе, гледно, бе, ќе се расплаче, бе. Тука си беден, не те бива за ништо. Абе, клубов ќе пропадне со помош на Лигу шофеј. Маци, дај да идеме негде, се изнервирав, не може. Ајде, идеме со мота. Ајде, ама немам кацика. Деца, како сте? Прашувам или не прашувам? Тешка вечер беше, не рекам се. Беше, уште ова да помине и се ќе биде во ред. Ти беше Пета, не? Секој што се нашол на лице место, веднаш ти помогнеш твојата другари. Него се другари, барем не му беа до сега. Ајде, вика се, па и ти, деца, се се случува во живот. Не знаеш од кој што ќе затреба и дали ти му ќе го затребаш. Треба да се помага тебе како Петар, кој не пак биде пример. Докторке, како им е состојбата на пациентите? Тие се добри, преди им се веќе тука разговараат со полиција. Добро, зарем уопшто треба да се разговара со нив? Види, момче, тој е дело поштедувано да се утврди што направил и кој го направил. Дополнително е фактот што тој длъжността во која не смее да биде се водено да вози. Но ние треба да го разјасниме. Може да кажем дека Марија, освен спешеници на Марија, се било во ред, да има малку тесно мозок, и тоа е добро. Значи, ќе биде отворен, нели? Знаете, тие се хубави деца, психолошките резултати на нивото на крв не го кажуваат баш така. Среќа што вие сте биле во близина. Не бе баш причина. Додавме минутавка на среќата. Знаете, алкохолот и друга за кои продајат много крвта на пациентите, а особено кај
Дарко, покрај нашето понижувачко настување кон вас. Вие наместо да не свртите крв, покруживте рака кога ни беше најтежно. И покрај таквото ваше однесување, ние знаеме дека и вие имате своја добра страна, па ви поживме можност да се ја покажете. Петар во право, колку ќе да греши, покрај се заслужува втора шанса. Но овој пат таа шанса разумно да искористи. Деца мои, овие зборови што ви кажавте се многу убави, но сепак не треба цела вина на Дарко да ја префрлата. Јас, како мајка, се покажав многу неуспешна и дури сега ги сваќам грешките како родител. Многумина ми зборувале дека парите не го прават човекот среќен, дека среќата со пари не може да се купи. Но јас цел мој живот тие зборови ги запоставував. Едноставно, парите ми беа приоритет. Дали знаете три работи кои најтешко вкусуват? Те сакам, жалбам и помогнам. Понекогаш на личноста која најмногу изгледа секно, треба да се види минатите на незината насмех, да се види колку болки крие таа душа. Во право си, Маци. Треба да помогнеме на сите наши пријатели кои се во неволја и да ги поддржиме со лавина на подршка. Така е, Петар, но јас тоа не мога да направам по ничие, па ни по твое барење, туку по моја собствена волја. Бидејќи сите ние минуваме, сме минувале и ќе минуваме, и случите нешта кои не знаеме кога не дадат. Деца, не можам да ги сослушам проблемите на моето дете. Не бев тука кога најмногу му треба да му помогнам, но сега еве, го велам на сите. Кога ви треба љубов, поддршка и помош, обратете ми се, ќе ви помогнам. Па зарад тоа не наразликува од животинскиот свет рационалноста и свесноста. 4, 3, 2, 1. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Give me that mo wet. Give me that Chris style. Ladies love my style. At my table getting wild. Get them bottles poppin'. We get that drippin', that drop. Now give me 2 more bottles, cause you know it don't stop. Hell yeah. Drink it up, drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Acting like they drunk. With sober girls around me, they be acting like they drunk. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Sipping on sis. I'ma make it fit. Girl, I keep it gangster. Popping bottles at the crib. This is how we live every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly. Hell yeah. Drink it up, drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Acting like they drunk. With sober girls around me, they be acting like they drunk. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Yeah, it's that 808 bump, make you Put your hands up, make you put your hands up. Put your hands up. Yeah, it's that 808 bump, make you Put your hands up, make you put your hands up. Put your hands up. Hell yeah. Make you put your hands up, make you put your hands up. Put your hands up. Hell yeah. Make you put your hands up, make you put your hands up. Put your hands up. 4, 3, 2, 1. Popping bottles.